Денеска можеме слободно да кажеме дека се потврди она што одбраната долго време го кажува и се потврди дека јавноста е доведена во заблуда во изминатиот период затоа што на мајката и е понудено лекување во странство, договорено е лекување во странство за незината ќерка Тамара, како и тоа дека таа го одбила ова од причини што сакала да биде азилант да искористи оваа прилика, односно состојбата на незината ќерка и да биде азилант во Соединетите Американски држави или Германија. Вие денеска бевте присутни кога се утврдија многу факти околу состојби кои што се сосема различни од тоа што до сега се тврдеше во јавност. Сметам дека навистина ова е пресврт во судењето и дека во понатамошниот тек на постапката само уште повеќе ќе се докажува околу, еве да не шпекулирам јас, околу средства што се собрани, потрошени, средства кои што биле наменети за лекување, а не се употребени за лекување и така натаму, тоа да оставиме судот да го утврдува. Ви благодарам. Имате ли информација дека се злоупотребени средствата од донација? Јас знам дека не се искористени за лекување, а каде се потрошени, тоа ќе мора мајката да ја прашат. Дали освен сведоци имате и материјални докази може? Освен сведоци, има материјални докази, тие се во документите што ги имаме во предметот, затоа што пари се одобрени од фондот. Така да паричните средства, решени и формалности не биле причина за да девојчето, покојната, не биде лекувано во странство. Тоа денеска се докажа, мислам нема проблем. Ќе видиме, исто ќе се потврдува и во наредниот период сигурно.